Вести на Канал 8. Добар ден. Министерот за здравство Венко Филипче и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска престојуваа во работна посета на општина Кочани. На средбата со градоначалникот Илиев и директорите на болницата и на Центарот за социјални работи се разговарало за подобрување на социјално-здравствената заштита на граѓаните од Кочанскиот регион. Работна посета на општина Кочани остварија министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и министерот за здравство Венко Филипче. При тоа се сретнаа со градоначалникот Николчо Илиев, како и со директорите на болницата Александар Серафимов и на Центарот за социјални работи Кирил Ковачев. Тие ги информираа за тековните активности, како и за плановите за подобрување на социјално-здравствената заштита во општината. Според министерката Царовска, главен акцент е даден на програмите од социјален карактер што треба да стартуваат во Кочани, при што таа упати благодарност за проактивноста на локалната власт, која дава посебно внимание на активностите што се развиваат. Многу скоро треба да се отвори Центарот за рандетски развој, исто така информативната канцеларија поврзана со Центарот за социјални работи, но исто така бев во посета и на Центарот за социјална работа со цел да видиме како се организира полека припремата на кадарот за да бидат кейс менаџери во наредниот период и заедно со министерот за здравство разговараме за една заедничка иницијатива која што треба да има за социјално здравствен карактер и очекуваме и таа да даде многу скоро видливи резултати и да ги видиме тимовите на терен. Министерот за здравство Филипче по следбата со градоначалникот Илиев информираше дека токму во Кочани ќе започне да се спроведува пилот проект за подобрување на здравствената заштита на населението во руралните средини. Моделот кој што сакаме да го имплементираме и кој што денеска го разговаравме заедно со градоначалникот и министерката за труд и социјална политика е токму модел кој што ќе овозможи здравствена заштита за граѓаните и за пациентите во руралните средини, кај што воопшто нема здравствени работници, ниту пак гледаме дека има некој заинтересиран да работи таков тип на здравствена заштита во тие средини. Станува збор за мобилни патронажни сервиси и сервиси на домашна посета, нешто што е модел кој што веќе постои во развиените европски земји и кој што е докажан модел дека значајно го подобрува пристапот кон здравствената заштита и го олеснува истиот, како и тоа да го подига квалитетот на здравствена заштита за граѓаните кои што во овој момент немаат апсолутно никаква форма на здравствена заштита во средините во кои што живеат и затоа се приморани или да одат во други места или да дојдат во регионалните центри. Министерот Филипче најави и заживување на модел на така наречени мобилни аптеки во руралните средини, за да можат и тамошните жители полесно да дојдат до потребните лекарства. Според градоначалникот Илиев, средбата со двајцата министри била повеќе од потребна заради подигање на нивото на социјално-здравствена заштита во нашата општина и регионот. Некои од проектите со Министерството за труд и социјална политика се веќе во тек. Разговаравме до каде се постигнати, односно до каде се работите кои веќе се започнати, како и за идните активности, се со цел проектите кои што веќе ги имаме започнато да ги завршиме навреме, односно со почетокот на школската година да ги отпочнеме и проектите кои веќе навистина ни се подолго време планирани. Со министерот за здравство секако разговаравме она што е посебно важно за нас како население, односно како општина Кочани, статусот на болницата, како и идните активности во делот на здравството, бидејќи тоа е еден од поважните сегменти на кој секако почива и се потпира останувањето на помладото население овде во Кочани, во овој регион. За време на работната посета беше разговарано и за доопремување на болницата во Кочани со потребните уреди и опрема, како и воведување на некои нови методи за работа и лекување, што досега овде не се спроведуваа. Министерката за труд и социјална политика во посета на градинката Бисерчиња во општина Зрновци. Царовска посочи дека програмска цел на владата е до 2020 година опфатот на деца во предучилишно образование да се зголеми за 50%. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска ја посети новоотворената градинка во општина Зрновци. Од Министерството за опремување на градинката Бисерчиња, која има капацитет за 60 деца, издвоени се над 1,4 милиони денари, а парите за изградба на објектот ги обезбеди општината преку ИПА фондовите на Европската Унија.
чекорите кои што се прават во изминатата година даваат веќе резултати, затоа што се зголемува постојано капацитетот на деца и нашата цел како влада е да за 50% го зголемиме опфатот на деца во период од 4 години или во период од еден мандат. До сега отворивме 11 објекти и за една година отприлика се инвестирани 37,3 милиони денари, додека до крајот на годината треба да се отворат уште 11 објекти со сума вкупна за година и пол оваа влада ќе вложи во детски градинки и институции за детска заштита 71 милион денари и тоа навистина дава една друга динамика на создавање на капацитет за детска заштита. Ова не е заради тоа што единствено е дел од програмата на владата, туку навистина сметаме дека инвестиција во раниот детски развој дава квалитет понатаму во живеењето на сите оние деца во кои што ќе вложиме, затоа што имаат подобар старт во основно образование, подобар старт во средно образование, подобар старт во високото образование и навистина поголема продуктивност како работници понатаму. Затоа што секој дете кој што имало можност да оди во градинка и да тука го почне развојот свој, понатаму развива различни капацитети и квалификации кои што му се потребни во неговото живеење и ние како влада сме свесни за тоа и инвестираме максимално што можеме. Големо олеснување за родителите е отворањето на детска установа во Зрновци, оти ги носеа своите деца во градинката во Кочани, велат вработените. Во моментов во градинката во Зрновци има 40 деца, а наскоро ќе биде отворена и нова група од 20 дечиња. Во моментот имаме згрижено 40 дечиња, распоредени во две воспитни групи. Во едното имаме 17, во другото имаме 23 дечиња. Во моментот имаме 9 вработени, 4 од даватели на услуги и 4 од помошно-техничките персонал. Бројот континуирано се зголемува и затоа ќе имаме потреба и од нови вработувања. Реално имаше голема потреба од отворање на ваква установа во општината Зрновци. Општината тргна од фактот дека за секое дете е важно овозможувањето на услови за подобар раст и развој, рече градоначалникот Блаже Станков. Ние тргнувајќи од фактот дека раното детство е многу важна фаза во севкупниот развој на личноста, општина Зрновци од секогаш се залагаше за секое дете да биде вклучено во процесот на социализација преку згрижување во некоја предучилишна установа. Затоа денес сме среќни што еве конечно тој сон ни се исполни. Изградивме нова детска градинка, а овие средства ги обезбедивме преку ИПА програмата, грант од ИПА програмата на Европската Унија, преку проектот пружање на подобри општински услуги. Финансиската конструкција е 230.000 евра, додека пак опремата е целосно набавена преку Министерството за труд и социјална политика. Јас во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите чинители кои што допринесува да биде изграден овој објект. Заблагодарам исто така на извидувачите на работите, тоа беше актива од Штип, на проектантската куќа која што ја проектираше детската градинка, тоа е проектантската куќа Капител од Кавадарци и огромна благодарност до Министерката за труд и социјална политика господја Мила Царовска за успешната соработка и потачка за отварање на детската градинка. Во оваа пригода исто така сакам, најсвечено да им ја честитам градинката на граѓаните на општина Зрновци, а на дечињата да им посекам многу пријатни, среќни и весели моменти. Царовска на крајот од посетата посочи дека целта на владата е континуирано да ги зголемуваат просторните капацитети на детските градинки во земјава, но и да го подобрат квалитетот на програмите и да вклучат што поголем број деца кои досега немале можност да посетуваат градинка. До крајот на годината е предвидено да се отворат уште 11 нови објекти, со што сумата за изградба, адаптација и опремување на градинки за периодот од јуни 2017 заклучно со декември издвоена од државата ќе изнесува 71 милион денари. Поволните временски услови ова лето ја намалија потрошувачката на вода за 10% споредбено со истиот период лани. Комуналното јавно предпријатие Водовод се пофали со зголемен капацитет за 8%. Рестрикции во водоснабдувањето и понатаму не се најавуваат. Во текот на ова лето граѓаните на Кочани немаа голем проблем со недостаток на вода во најтоплите денови од годината. Комуналното предпријатие Водовод не правеше рестрикција во текот на овие 2 месеци, а не најавува ниту во иднина, бидејќи споредбено со истиот период лани, потрошувачката на вода е намалена за 10%, а капацитетот зголемен за 8%, велат од предпријатието.
Јули 2017 година пласирани се 485.111 метри кубни вода, во јули 2018 година пласирани се 437.304 метри кубна вода. Во истиот период од минатата година, оваа година пласирани се 47.807 метри вода помалку. До 14.8.2017 година пласирани се 220.790 метри кубни вода, до 14.8.2018 година пласирани се 196.210 метри кубни вода. Оваа година се пласирани 24.588 метри кубни вода помалку за овој период. Односно изразено во проценти околу 10% помалку за периодот јули-август 2018 споредбени со истиот период во 2017 година. Помалку пласираната вода се должи на поповолните временски услови, за разлика од минатата година. Инаку имаме и дополнителна преземена активност ние како комунално јавно предпријатие Водовод Кочани. Имено се работи за на 15.7.2018 година вкупниот капацитет е зголемен на транспортните помпи за 15 литри у секунда или околу 8% поради репарација на две транспортни помпи, една пумпа во пумпна станица Грдовци и една пумпа во препумпна станица или стар филтер. Со репарација на пумпи ќе продолжиме, значи имаме за репарирање уште 5 пумпи, така да дел од оваа година и почетокот на следната година ќе ги репарираме комплетно пумпите, за да влеземе спремни во сезоната во наредната година за 2019. Киров додаде дека очекуваат потрошувачката на вода да остане иста и со тоа потребите за вода на граѓаните и понатаму да бидат задоволени во целост. Посебно на критичните и повисоките места не се најавуваат рестрикции, освен ако се појават дефекти во водоводната мрежа, рече Киров, и додаде дека дневно имаат од 11 до 13 дефекти на кои работат и заради кои доаѓа до евентуални прекини во водоснабдувањето, но тоа е за краток временски период додека истите да бидат санирани. Од мое лично име и од името на општина Кочани на сите верници од исламската вероисповед им го честитам празникот Курбан Бајрам и им посакувам многу здравје, успех и среќа. Вашите успеси како дел од нашето мултикултурно општество придонесуваат во остварувањето на заедничката цел – успешна и просперитетна општина. Во духот на толеранцијата, солидарноста, меѓусебното разбирање и почитување, повикувам да градиме поубава иднина за нашата општина и за сите неизини граѓани. Испраќајќи ви наискрени честитки, посакувам празничните денови да ви бидат исполнити со многу љубов, радост и духовен мир. Се вели во честитката од градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев по повод празникот Курбан Бајрам. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев упати писмена честитка до верниците од исламска вероисповед по повод верскиот празник Курбан Бајрам. Полицијата од Кочани поднесе кривична пријава против 46 годишен кочанец кој се товари за извршено кривично дело силување. Тој во период од 7 месеци под закана дека ќе објави експлицитни фотографии под присилба неколку пати извршил облјуба врз негова сограѓанка. Со закани дека ќе објави фотографии со компрометирачка содржина, кочанчанец 7 месеци присилувал млада сограѓанка на блиски интимни односи. По заканите што ги добивала жртвата, таа го пријавила сторителот во полицијата во Кочани. Од МВР информираат дека надворешната канцеларија за криминалистички работи од Кочани веќе поднела кривична пријава против 46 годишниот МЛ од Кочани. Од полицијата го товарат поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело силување. Во периодот од ноември минатата година па до месец јули, кочанчанецот на неколку наврати под присила извршил облјуба над девојката. Делото го повторил уште неколку пати под уцена дека со објавување на експлицитни фотографии ќе и наштити на нејзиниот углед. По поднесената кривична пријава се очекува надлежните институции да го расветлат случајот до крај, со што сторителот на делото ќе одговара согласно законските прописи предвидени за ова кривично дело. Представата Солун град на духови во понеделникот вечерта беше прикажана на споменикот на слободата во Кочани. Како дел од културните случувања во летниот период, овој настан собра многу публика која по двочасовната изведба ги награди актерите со бурен аплауз и овации.
Напорите за заживување на локацијата на споменикот на слободата во Кочани со организирање културни и други настани добија уште една позитивна потврда и оправдување со изведбата на театарската представа Солун, град на духови. Многу публика, одлична атмосфера, амбиент што е создаден за театарски случувања, едноставно како се да беше предодредено за вистинско културно доживување. Седумината млади актери кои учествуваат во представата во текот на двочасовната изведба одушевија со едноставноста, искреноста и оригиналноста во пренесувањето на прилично напорниот и комплициран театарски текст. Морате да седнете да ја прочитате историјата на Солун, за да ви биде отприлика јасно вистински што се случува. Во овој текст има многу дати, многу имиња, што навистина се тешки да се научат. Сепак со многу проба, со многу вежби, мораш на памет да ги научиш, бидејќи тоа не е емоција и не е некој разговетен текст кој можеш да го научиш од само интерпретирање. Мораш да седнеш и да го научиш. Мене мислам дека ми е втор пат како играм дома и вчера не можев да спијам, цела ноќ не спиев, а денес бев тотално изгубен, в многу трема. Ова се луѓе со кои сум учела школа, ова се учителки мои, наставнички мои, професорки, роднини, што никогаш не ме гледале на сцена и прво се секирав дали ќе има публика, дали ќе дојдат, ама на крај беше прекрасно и сега сум многу олесната од тоа и ми е супер и многу сакам пак да играм тука. И многу би сакала да направам представа баш тука на домот, тоест на споменикот на слободата. Во текстот на представата се прави пресек на дел од богатата историја на Солун, како град на мултикултурни, мултирелигиски и мултиетнички различности од неговите почетоци до средината на 20 век. Без разлика што носи порака од минатото, со своите универзални пораки овој текст е актуелен и денес. Токму споменикот на слободата ги воодушеви и другите актери во представата, кои сметаат дека ова е вистинско место за слични културни случувања во Кочани. Специфично, ама исто така многу како да е за нас направено место. Многу ни се допадна, многу има, не знам, акустиката кој да е некако многу легна, се слушаше, ние се трудевме бидеме за нијанса погласни од обично. За прв пат имавме толку многу публика. Не знам, супер беше, многу е убаво место и мислам дека треба да продолжи да се во овој правец да се ангажираат луѓе тука да настапуваат во било какви сврхи. Театарската представа Солун, град на духови е работена по текст на Русомир Богдановски, инспирирана од истоимената книга на Марк Мазовер. Режијата е на Слободан Унковски. Планинарите од планинарскиот спортски клуб Осогово викендов се искачија на Ченгино Кале. Истиот се наоѓа на надморска висина од 1710 метри. Сместен е на границата на Македонија и Бугарија. Планинарите од планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани се меѓу најактивните во Македонија и во изминатиот период организираа голем број на планинарски маршеви за освојување на највисоките врвови во Македонија, но и во регионот. Викендов 30 на планинари од клубот се искачија на врвот Ченгино Кале на Влаина планина. Врвот, уште познат како Калето или Моравски врв, е сместен на границата на Македонија и Бугарија. Се смета за наисточна точка во Македонија, како и за место од каде што извира реката Брегалница. Се наоѓа на надморска височина од 1710 метри, а планинарите од Кочани успеа за кратко време да го совладаат. Членовите од планинарски спортскиот клуб Осогово се подготвуваат за учество на 4-тиот планинарски марш Голак 2018 година, што е закажан за 26 август, а го организира планинарскиот спортски клуб Голак од Делчево во соработка со Федерацијата на планинарски спортови на Македонија. Патеката е со должина од 12 км, со висинска разлика околу 100 метри и истата се искачува за 3,5 часа. Минува низ дабова и борова шума, а при искачувањето планинарите може да уживаат во прекрасниот панорамски поглед кој оваа патека го нуди. Планинарите и во иднина ќе продолжат со организирање на маршеви заради промоција на овој спорт, а со тоа се отвора можност за вклучување на нови членови во редовите на планинарскиот клуб. Следува информацијата од спортот. В среда од 17 часот на стадионот Никола Мантов во Кочани ќе се одигра дуелот помеѓу екипите на Осогово и Пелистер од Битола во рамки на првото коло од Купот на Македонија.
Со овој надпревар Осогово и официјално ќе отвори новата надпреварувачка сезона. Градскиот фудбалски клуб Осогово новата надпреварувачка сезона официјално ќе ја отвори в среда со дуелот од првото коло на Купот на Македонија против тимот на Пелистер од Битола. Мечот ќе се одигра на стадионот Никола Мантов во Кочани со почеток од 17 часот. Жолтосините добија атрактивно име за противник ако се земе предвид дека Пелистер на 2 наврати го освојуваше купот. Од Осогово се свесни дека против битолчани нема да биде лесно, но сепак како што велат нема што да изгубат. Според тренерот на кочанскиот третолига Шандов, Пелистер е клуб со историја и со авторитет во македонскиот фудбал. За подсетување, тие последните 2 години поред играа во финалето на Купот на Македонија, а во првиот наврат и го освоија. Ова дава јасна слика за каков клуб се работи, но од друга страна притисокот е на нивна страна. Исто така Андов истакна дека неговите играчи напорно работат и се подготвуваат за новата сезона со јасна цел да се вратат во втората македонска фудбалска лига. Здравствениот билтен на играчите е одличен, а задоволни се и од новите засилувања. Од Осогово информираат дека досегашниот капитен на клубот и долгогодишен член Стефанчо Цветанов во иднина ќе има нова улога во тимот, односно ќе му биде прв помошник на Андов. Младиот и амбициозен стратег поседува Б лиценца за тренер и во изминативе години работеше во младинските категории на тимот. Од друга страна пак, за нов капитен на екипата е назначен Андреј Коцевски, играч со најдолг стаж во клубот од актуелниот состав. Заменик капитен ќе биде Драган Паунов, кој во моментот е неискусен играч на жолтосините. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.